Најнизок државен долг после пандемијата. Премиерот Мицкоски задоволен откако статистиката покажа намалување на јавниот долг за 20 милиони евра и на државниот долг за 40 милиони евра. Според него, пропаднале во вода тврдењата на опозицијата за лоши економски политики. Токму статистиката ги демантирала нивните изјави, па ваквите вести ги нарече лоши за опозицијата. Напомена дека токму нивните 7 години на власт ја довеле Македонија во ваква состојба. Сите овие наследени проблеми, односно урнисана држава, ограбена држава, засрамена држава, понижена држава, е резултат на оние 7 години СДСМ и ДУИ. Ние како влада ќе сториме се што е во наша моќ тоа да го санираме. И државниот и јавниот долг се намалуваат. Едниот за нешто повеќе државниот од 40 на милиони евра во вториот квартал, додека пак јавниот долг за нешто повеќе од 20 милиони евра во вториот квартал. Премиерот најавува продолжување на позитивните економски трендови, откако статистика регистрираше пораст на индустриското производство за 6,5% во јуни. Добри резултати бележи преработувачката индустрија, каде што има зголемување од 7,9%. Најголемо влијание врз порастот на индустриското производство има зголемувањето на производството во одделите производство на други неметални минерални производи со раст од 35,6%, производство на моторни возила, приколки и полуприколки со 15,9% и производство на електрична опрема со раст од 3,8%. Мицкоски вели дека во периодот од април до јуни растот изнесува 4%. Имаме зголемување на индустриското производство во јуни месец од 6,5% или ако се земе вториот квартал е 4%. Тоа не се добри вести за оние кои што не сакаат да успее оваа земја. Тоа се лоши вести за опозицијата, која што секој ден конструира, измислува, создава хистерија во општеството. Јавниот долг на крајот на јуни изнесува 58,8% од БДП, при што се забележува пат од 0,1% поен во вториот квартал споредено со првиот. Јавниот долг континуирано се намалува и споредено со крајот на 2024 има пат од 2,6% поени, а од крајот на минатата година е помал за 0,6% поени. Вкупниот јавен долг изнесува 10,7 милиарди евра. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучевска рече дека во периодот од април до јуни бил исплатен износ од над 300 милиони евра за сервисирање на дел од евроврзницата од 700 милиони евра издадена во 2020 година. Поголемиот дел од оваа евроврзница беше сервисиран во првиот квартал.